кога председателот Иванов вели Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија, дом во кој се гради благосостојба за сите. Јас му верувам. Сигурна сум дека има визија. Знам дека има програма, дека неуморно работи. Работи на се што не обединува. Сигурна сум бидејќи пред нас излезе и со отчет за сработеното, за сето она што ни го вети пред 5 години. И затоа и овој пат, со програма, со конкретни цели и конкретни задачи го бара новиот мандат. И ние го поддржуваме во неговото барање за новиот мандат, затоа што тој го заслужува. Почитувани присутни, кога ќе се прашаме што имаме на другата страна. Едно големо ништо. Празни зборови во стилот на Црвенковски. Никаков концепт, никаква идеја, единствената цел е да се конфронтираат со некого, да се сили сопственото его дури и на штета на сопствените граѓани. Економската програма по урнек на програмата на вашиот сограѓанин, да не го споменувам повторно, оној што ви е добро познат од СДСМ. Тој како врвен кадар, врвен менаџер, сите се сеќавате кого го стави и го избра за директорското место во Кумановски водовод. Човекот кој, замислете, успеа да изеде и да испие 100.000 евра, ваши пари, пари на кумановци. Цел Балкан ни се смее, цел Балкан му се смее и стана сензација за неговото недомаќинско работење. За разлика од овие ликови, од овие карактери, председателот Иванов и после 5 години остана истиот човек што го познаваме. На вратата на неговиот кабинет може да тропне секој, може да побара помош, продолжи да работи и продолжи да живее со проблемите на граѓаните. А овие другите го обвинуваат дека одел таму каде што е народот, по ракијади, по пифтијади, одел каде што се берат калинките, каде што се почнува гроздоберот. Но што има лошо во тоа? Тоа покажува само дека председателот Иванов остана истиот, скромен и добар човек. И затоа ја има мојата доверба, затоа ја има вашата доверба, затоа ја има довербата на Куманово. Се сеќавате вие кој му е против кандидат, пред само неколку дена беше овде на овој плоштад, само можеби не забележавте дека е тука, бидејќи плоштадов беше речиси празен. На колкумина од вас некој денес ви ги чистеше чевлите надвор од дома, некаде на улица. И дали некој од било кој овде присутните може да замисли да го направи тоа што го направи Пендаровски? Да го понижи човекот кој вредно си заработува за сопствениот леп, со сопствениот труд, подценувајќи, фрлајќи му 1000 денари за чистењето на чевлите. Но тоа е кандидатот на СДСМ. Тоа е вистинското лице на Пендаровски. Тоа е и лицето на неговиот ментор Црвенковски, бидејќи истото го правеше и тој. Ароганција, елитизам, одвоеност од народот. Промовираат некој концепт на повисока вредност. Но добро е, драги мои пријатели од Куманово, што за нивната болест има лек. Лекот е гласачкото ливче. Терапијата ќе им ја дадете прво на 13 април, а потоа и на 27. Со заокружување на бројот на председателот Иванов. Да им покажеме дека ниту се, ниту ќе бидат дел од овој народ, ниту се, ниту можат да бидат избор на овој народ. Со такво однесување може да бидат избор само на нивните пријатели, малобројните олигарси. Почитувани пријатели, сакам уште една работа да споделам со вас. Вие добро знаете дека јас, како и повеќето од вас, како и председателот Иванов, сме големи љубители на спортот. Често се гледаме на стадионите, на трибините, ја бодриме Македонија и нашите тимови,
Се радуваме на секој успех. Деновиве слушам дека Европската ракометна федерација добила барање од Грција да се тргне името Македонија од дресовите на нашите ракометни репрезентативци. Јас го знам ставот на председателот Иванов за ова прашање. Го знаете и вие овде. Го знае целиот свет. Нема тргување и нема цена за нашиот идентитет. Ама го знаеме ли ставот на Стево? Само гледаме дека тој е фаворит на грчките медиуми и толку. Толку од Стево. Знаеме, Заев сака да ја свитка кичмата. Шекеринска вика дека тоа што Грција ни го оспорувала името било еднаква и наша и нивна вина. Тука сме биле некаде, за неа сме исти. Не сме сите исти. Не сме сите исти со Црвенковски, на кого не му сметаат ни придавки, ни додавки. А Стево молчи. Стево нема ставови дури ни за ставовите на неговите ментори. Ние за Стево што знаеме? Знаеме дека Стево пред неколку години имаше едно име, а сега има друго име. Тоа ли е ставот на Стево по однос на имињата и на идентитетот? Почитувани присутни, 1 април помина. Помина можноста на Пендаровски да се маскира како председател на државата. Да не дозволиме тој и неговите ментори да продолжат да се шегуваат со нас. Да не дозволиме да си играат мајтап со државата како што тоа го правеа заедно со Црвенковски. Да не дозволиме секој ден во наредните 5 години да биде 1 април. На 13 да излеземе сите и масовно да го поддржиме председателот Иванов, да му го довериме и вториот мандат, мандатот кој самиот го заслужи и што е уште поважно, со нашиот глас, со вашиот глас, да си обезбедиме председател каков што заслужува Македонија, председател на граѓаните на Македонија. Секој глас за Ѓорги Иванов е глас за Македонија, е глас за напредна, успешна, просперитетна Македонија.